Годината која што туку измина, помина во знакот на многу јубилеи. Од бројните културни настани ги издвојуваме најзабележителните. Кога станува збор за традиција, повторно во 2010 уживавме во летото, и Скопското и Охридското. Во рамките на 31-то издание на Скопско лето, одржани беа 17 концерти, 9 изложби, 8 театарски представи, од кои 5 премиери, ревија на народни носии, модна ревија, промоција на книги. Во рамките на фестивалот се одржаа репризното издание на театарската представа 2012 Последните македонци на Драмскиот театар и премиерата на представата Спиноза од Гоце Смилевски во режија на Зоја Бузалковска. Фестивалот беше затворен со концерт на ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец. Паралелно со Скопско лето, во 2010 се одржа за прв пат и манифестацијата Скопско туристичко лето. Охридско лето изминатата година го одбележа својот 50 годишен јубилеј. Блескавото отворање на фестивалот висеше на конец поради скандалот со рускиот пианист и диригент Михаил Плетнев, кој 5 дена претходно беше уапсен за силување 14 годишно момче. На фестивалот настапија и нашиот Симон Трпчевски со концерт за пијано од Рахманинов, како и Владимир Четкар со својот квартет. Како и секоја година, на фестивалот се представија многу видни театарски куќи и музички уметници од земјава и од странство. Во Охрид својата премиерна изведба ја доживеа и Хамлет, представата која во моментов ја полни салата и стана културен бренд на Скопскиот драмски театар. Представата во режија на Дејан Пројковски гостуваше и во Меркјури театарот во Колчестер, каде успеа да им ги стопли срцата на англичаните. Во 2010 се одржа и 9-тиот интернационален фестивал на античка драма Стоби 2010. Кумановскиот театар ја имаше честа да го отвори фестивалот со представата Печалбари, а затворањето беше со представата Крпен живот на Прилепскиот театар. Представата Баханалии на Велешкиот театар ја доби гран при наградата во конкуренција на 3 домашни и една странска представа. Наградите за најдобро актерско остварување ги добија Дејан Лилич за ликот на Хамлет и Маја Љутков за ликот Пентеј во Баханалии. За најдобар режисер беше прогласен Дејан Пројковски за Хамлет, а специјалната награда за колективна игра ја добија 3 бугарски куклени театри за необичниот Цар Едип. Впечатливо беше и тоа што антологиската Антигона, освен на локацијата на античкиот театар, се одигра и во бањата, каде ја проследија речиси 80 луѓе. На театарската уметност работите тргнаа по нагорна линија. Скопскиот драмски театар се полнеше благодарение на многуте врвни театарски продукти, а кон крајот на годината МНТ се врати во живот благодарение на новото раководство. Со првата изведба на Немој ти мене Фауст во режија на Срđan Јанакиевиќ, по 8 месеци без премиера, започна месецот на премиери во МНТ. Втората премиера беше онаа на темпирана опера во режија на Васил Христов, работена според опера за 3 гроша од Брехт и филмското сценарио Пеколен портокал на Кјубрик, а третата на Така било пишано по текст на Сашко Насев во режија на Синиша Евтимов. Во месец декември во МНТ биле продадени околу 8200 билети, што според новото раководство е доказ дека МНТ не е мртов, туку напротив живее. На 45-тиот меѓународен театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп прикажани беа 11 представи. За најдобра беше прогласена Кавказски круг со креда на Прилепскиот театар. Статуетката на патронот Војдан Чернодрински и годинава остана кај домашниот театар, а ја понесе режисерот Мартин Кочовски. Прилепската представа се закити со уште 3 награди за кореографија, сценографија и музика. Огнен Дранговски оствари најдобра машка улога во представата на Битолскиот театар Браќа Карамазови, а Билјана Драгичевиќ Пројковска ја понесе наградата за најдобра женска улога во представата Жената како воено поле на Драмски театар. Во 2010 35-тиот млад отворен театар не запозна со современите текови во областа на театарот и понуди поглед во случувањата на театарските сцени во земјава. Се чини дека македонскиот театарски примат од рацете на Битола отиде кај Прилепскиот народен театар, благодарение на соработката со режисерот Мартин Кочовски. Во 9 фестивалски вечери беа одиграни околу 20 на представи во продукција на театри од многу земји од Европа и од Македонија. 2 почесни златни плакети им беа врачени на господин Љубиша Никодиновски Биш, основачот на МОД, како и на Словенско младинско гледалишче.
На почетокот на декември изминатата година во Скопје гостуваше Народното позориште од Белград со представата Дервишот и смртта во режија на Егон Савин. Главната улога ја толкува македонскиот актер Никола Ристановски. Публиката во полниот салон на македонската опера и балет се воодушеви од ликот со кој Ристановски направи чуда на фестивалите, па не можеше да го дочека крајот за да експлодира и за да ја поздрави екипата со долг громогласен аплауз и извици браво. Подсетуваме дека за улогата на Ахмет Нурудин, Ристановски ја освои стеријната награда на Театарскиот фестивал во Нови Сад, а на фестивалот во Зеница и Јоаким Фест во Крагуевац беше прогласен за најдобар актер.